Читаме заедно. Читаме заедно. Ја читаме Градина полна латици од Иван Антоновски. Издание на издавачката куќа Светулка. Чита Ена Абјаник Чаусидис. Се случи ова не многу одамна. Беше есен. Тој Данилина го почна речиси како и секој друг дотогаш, љубопитно гледајќи низ прозорецот на својата соба. Но тоа утро погледот не и беше ведар и радосен како претходно. Очите ѝ беа насолзани. Плачеше тивко, но доволно гласно за да ја слушна мајка ѝ. Што се случи, Илинче? Мамо, цвеќињата во градината повторно почнале да венеат. Ах, затоа ли? Немој да плачеш. Тоа не е ништо страшно. Ти веќе си голема и знаеш дека цвеќињата венеат секоја есен. А напролет, откако ќе мина зимата, веќе има нови. Мајка ја се обида да ја утеши и ја прегрна. Ама, мамо, мора ли цвеќињата да венеат? Мора, Елина, мора, тивко ја одговори мајка ја. Зошто мора? Кој вели дека мора? Кој го измислил тоа? Негодуваше Елина како мајка ја да беше виновна. Уште многу одамна самите цвеќиња одлучиле дека треба да венеат. Почна да ја раскажува мајката. Како да не? Измислуваш? Ја прекина Елина. Само сакаш да ме излажеш за да не плачам. Не измислувам. Смири се, ајде, дојди седни до мене. Ќе ти кажам зошто цвеќињата мора да венеат. Елина послуша. Седна до мајка си, но и натаму беше тажна, а и малку лута. Некогаш имало многу повеќе цвеќиња отколку сега. И тие никогаш не венееле. Си вирееле истите и илјадници години. Не им пречеле ниту студот, ниту мразот. Не им пречеле ни пресилните зраци на сонцето, продолжи да раскажува мајката. По многу години живот, веќе цвеќињата на ништо не се радувале. Ништо не им било ново и непознато. Па дури и она што било ново, не можеле да го забележат. И сонцето, и дождот, и игрите на децата веќе им биле здодевни. Не разговарале меѓу себе, затоа што немале нешто интересно да си кажат. Цвеќињата разговараат и тие можат да зборуваат. Не издржи Елина да не подпраша. Да, разговараат, ама на јазик што ние не можеме да го разбереме, и одговори мајка ѝ. Ако ги разбиравме, сигурно и самите ќе ни кажаа зошто венеат. И така, по толку многу години здодавност, едно од безбројните цвеќиња свенало. Утрото, ја прекина Елена, подготвена повторно да заплача. Ама неколку месеци подоцна, на неговото место изникнало ново, нежно цвеќенце. Сите други цвеќиња се чудале како толку неочекувано никнало ова непознато гостинче. И го прашале: од каде дојде ти? Како никна? Цвеќенцето им кажало дека дотогаш било семка која долго време била меѓу латиците на некое цвеќе што свенало. Семката не знаела што ќе се случи со неа, помислувала дека таму ќе остане заробена за секогаш. Но еден ден старото цвеќе, следејќи ги зраците на сонцето, од радост затреперило. Со него затрепериле и латиците. Семката се стркалала меѓу латиците, паднала и се скрила под земјата, близу до коренот на тоа старо цвеќе. А што правила кога паднала? Елина беше се понастрплива да дознае се. Никој не знае колку долго чекала за да стане цвеќе. Ама не можела, затоа што немало каде да никне. Сите места биле зафатени од цвеќињата што таму си растеле со илјадници години. А и немало доволно вода за неа за да може да изникне.
Сета вода се збирала во корењата на тие стари цвеќиња, од чии сенки до семката не можел да допре ниту зрак од сонцето. Па како успеало да никне, што се случило чудо? Праша Елена. Не, кога старото цвеќе свенало, дури тогаш имало и место, и вода и сончеви зраци за него. Кога никнало, на другите цвеќиња им објаснило дека од семката станало цвеќенце, објаснуваше мајката. Интересно, а што му кажале старите цвеќиња? Најпрво не знаеле што да му кажат. Не знаеле ли дали да му веруваат. Но како што минувале деновите, така гледале како цвеќенцето им се радува и на сонцето, и на тивките дождови, и на децата кои што си играле крај него. На сето она на кое тие долго веќе одамна не знаеле како да му се радуваат. И така забележале дека никогаш не му било здодавно. Секогаш за него имало нешто ново и не молчало како нив, постојано прашувало нешто. Новото цвеќенце по многу години ги натерало да зборуваат. Вакви бевме и ние кога никнавме, рекло едно од старите цвеќиња. Ме подсети какви бевме ние некогаш, со радост се сетило другото. Кога го чувствувам неговиот мирис меѓу нас, како да го чувствувам мирисот на старото цвеќе што свена. За миг направи да не ни е здодавно, се согласило и некоја цвеќе од далечината. Уште после ковито почна да ја раскажува мајка й. Сигурно на старите цвеќиња веќе не им било здодавно, рече Елена. Да, не им било здодавно, потврди мајка како да се подмладиле. И тогаш едно од старите цвеќиња го прашало новото. А има ли таму долу, кај што беше ти, уште семки што чекаат да станат цвеќиња? Има, многу има, во земјата има повеќе семки отколку што сме ние овде. Толку многу што никој, ама баш никој не може да ги изброи. И јас не знам колку се точно, одговорило цвеќенцето. А потоа настанал молк. Старите цвеќиња се замислиле и разговарале сами со себе, во себе. Се сетиле дека некогаш и меѓу нивните латици имало семка, и тоа не само по една, туку по неколку, и дека тие семки уште одамна се стркалале и паднале во земјата. И така молчале, се дори едно од нив не прашало. Од нас ли не може да израснат во цвеќиња? Цвеќенцето тивко одговорило, па да. Тогаш едно од старите цвеќиња рекло, нам ни е здодавно и се видовме, додека тие долу чекаат да изникнат. Ако можеа да израснат, и тие ќе мирисаа како ние одамна. Камо да можеше да биде поинаку, да можеа да вираат, а ние... Многу од цвеќињата се согласиле со него. Неколку се противеле, иако и тие знаеле дека има право. Сето ова го слушнало небото. Небото, па како ги разбрало? Нели тие зборуваат на нивен јазик? Негодуваше Елена. Небото умее да го разбира и нивниот и нашиот јазик, и јазикот на животните, и на тревките, и на камењата. Ги разбира, тоа сите јазици ги разбира, честопати и ни се обраќа. Ама ние не го разбираме неговиот јазик, и подобјасни мајката и продолжи. Небото тогаш заплакало. И нему му било жал за семките што не можеле да станат цвеќанца. Неговите солзи се претвориле во дожд, како што дотогаш цвеќињата ниту виделе, ниту почувствувале. Откако престанало да плаче, тоа востивнало, како силен ветар. Ветрот дувал и ги наведнал, едва и додржале целите свиткани да останат на земја. Потоа небото видело дека некои од старите цвеќиња веќе почнаа да венеат и многу се оплашило. Мислело дека треба да стори нешто. За да не се случи сите цвеќиња да свенат, на помош го викнало сонцето. Ама тогаш пак другите стари цвеќиња почнале да венеат и за кратко време веќе ги снемало. Изненадено, небото не знаело што се случува, но за неколку месеци му станало јасно.
Кога повторно дошло сонцето напролет, на местата на старите никнале нови, млади цвеќанца. И тие како она цвеќанца се радувале на се околу нив. Се им било ново и тие биле нови и мирисале убаво. Илина ги поврзуваше работите за да продолжи мајка и да раскажува. Да, мирисале многу, многу убаво, како старите кога беа млади, а некои и поубаво и посилно. И тогаш и тие цвеќиња останале да стареат стотици години? Праша Елина. Не, небото тогаш сватило дека треба секоја година во исто време да плаче, за да паѓаат дождови на земјата и потоа, како што направило порано, да воздивне, како силен ветер. И пак да го повикува сонцето на помош, за едни цвеќиња да венеат, а други да никнуваат на нивните места, објасни мајкај. Некои од нив остануваат малку подолго, за да можат на младите цвеќиња да им одговорат на некои прашања, да ги подучат, каде изгрева, а каде заоѓа сонцето. Ама и да ги заштитат од некој ненадеен ветер додека стебленцата се уште им се кревки. Откако ќе го сторат тоа, и тие венеат. Откако ќе свенат, заминуваат некаде долу под кората на земјата, за да ги чуваат кревките коренчиња на цвеќенцата кои никнале на нивните места. Мајката знаеше да одговори на се. Ама мамо, а зошто понекогаш цвеќињата премногу рано венеат? Премногу рано ли паѓаат тие силни студени дождови, или небото воздивнува како силен ветер, или пак сонцето многу силно и долго грее? Се чудеше Елина. И небото некогаш греше, а може би и не греши, не знам. Може би има семки кои веќе не може да чекаат за да никнат во нови цвеќанца? Тоа се знае, одговори мајката. Имам идеја, подскокна Елина. Ајде постојано да ги кинаме цвеќињата, за да можат семките побрзо да станат цвеќанца, да не мора да чекаат толку долго. Не, ја прекори мајкај. Тоа не е наша работа. Не знаеме каде и кога некоја семка чека да стане цвеќе. Да им го ставиме тоа на ним, на цвеќињата и на небото. Сепак тие најдобро знаат. Добро, се согласи Елина, но во следниот миг повторно имаше ново прашање. А ти, мамо, кога беше девојче, плачеше ли кога цвеќињата венеа? Да, и јас плачев исто како што плачеше и ти. Ама зошто си плачела кога си го знаела ова? Не го знаев тогаш, Тивко, рече мајкај. А кога го дозна? Па цвеќенца мое, го дознав оној ден кога ти се роди. И врати мајкај. А кој ти кажа? Беше упорна Елена. Откако те родев, едно старо цвеќе ми го кажа ова во сонот. Знаеш, Илинче, насон и ние го разбираме јазикот на природата, одговори мајката, а по лицето ѝ се стркала солза. Илина ја забележа солзата. Мамо, зошто плачеш? Праша зачудено. Мајка ја прво малку молчеше, па ја одговори. Знаеш, цвеќенца моја, го знам ова, ама и јас понекогаш плачам за цвеќињата што свенале. Мамо, ама сега и јас ке те карам тебе, немој да плачеш, викна Елина. Мајка ја прегрна. Добро, нема да плачам. Ама ако и ти ми ветиш дека веќе нема да плачеш за цвеќињата што венеат. Ветувам, мамо, нема да плачам. Сега знам. Цвеќињата мора да венеат за да израснат нови на нивно место. За неколку месеци во нашата градина пак ќе имат цвеќенци и тие ќе мирисаат исто како нивните претходници. Или е поубаво од нив, рече Елина и ја прегрна мајка си. Ја читаме Градина полна латици од Иван Антоновски. Издание на издавачката куќа Светулка. Чита Ена Абјаник Чаусидис. Читаме заедно.